Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести на телевизија КИС за првиот ден од ова работна недела. На 3 лица им е одреден притвор, а се трага и по други поради сомнение за извршен полов напад врз малолетно девојче од село во Гостиварско. Случај на сексуално злоставување на малолетно девојче пријавен викендов во Гостивар ја згрози јавноста. 3 лица се во притвор под сомнение за полов напад врз девојчето од околно Гостиварско село на возраст од 13 години. Полицијата трага и по други лица, за кои постои сомнение дека исто така учествувале во делото. МВР информираше дека по претходно добиена пријава за облјуба на малолетно женско лице во неколку наврати бил извршен претрес во домот на 58 годишниот НЕ, каде биле затекнати уште 2 лица, БМ на возраст од 55 години и АМ на возраст од 62 години. Поради сомнение за поврзаност по уште 2 лица со иницијали ДЖС и АР е распишена потерница. Јавното обвинителство во соопштението за случајот наведува: во вршењето на кривичното дело учествувале осомничените, но и други лица за кои во моментов се преземаат дејствија за нивно пронаоѓање и идентификација. Детето во повеќе наврати било злоупотребувано од страна на возрастни лица. Утврден е идентитетот на 5 сторители, од кои 3 се лишени од слобода, а за 2 е распишен распис. Според првичните информации, постои веројатност во предметот да бидат офатени и други лица. Надлежниот јавен обвинител издал наредби и насоки за натамошно утврдување на меѓусебната поврзаност помеѓу осомничените. Девојчето по наредба на обвинителството е згрижено од страна на Центарот за социјални работи. Преку информативна трибина, Општина Тетово заедно со невладината организација Женски форум денес даде свој придонес во одбележувањето на октомври како месец за подигање на свеста за ракот на дојка. Сите заедно да работиме да се зголеми свеста за оваа болест, потенцираше градоначалничката на Општина Тетово Теута Арифи. Општина Тетово заедно со невладината организација Женски форум преку информативна трибина дадоа придонес кон одбележувањето на октомври, месецот за борба против ракот на дојка. На истата беше дискутирано за најчестите животни фази на појава на оваа болест, симптоматологијата, методите на откривање и самоконтролата. Меѓу присутните на трибината беше и градоначалничката на Тетово Теута Арифи, која ги потенцираше можностите кои ги нуди клиничкиот центар во Тетово за рано дијагностицирање на болеста. Во болницата во Тетово имаме мамограф и истиот е на располагање, како што исто така како општина имаме и проект за поддршка на жени кои живеат на транспортна далеченост од градската болница, да доколку сакаат евентуално скрининг, да им се земе како термин за да можат да се ја извршат контролата. Тоа што е многу важно, е зголемување на свеста. Мислам дека сите ние тоа и го правиме заедно со вас и мислам дека улогата и на медиумите е многу важна, затоа што една контрола што значи одвојување на 15 минути време за чекање таму, 15 минути време контрола, половина час да се спремате да идете до лекар, значат 1 сахат и 1 час апсолутно може да спаси цел еден живот и сметам дека сите треба да се однесуваме сериозно кон нашето здравје, затоа што тоа значи повеќе време поминато со нашите деца и исто така поголема можност за нашите семејства, така да мислам дека сите заедно е важно да работиме на зголемување на свеста за оваа болест. Градоначалничката Арифи вели дека ваквите кампањи редовно вродуваат со плод, но на оваа тема потребен е соодветен третман преку целата година. Според податоците што ние ги имаме, а можеби поконкретни се податоците што ги имаат здравствените установи, се дека секогаш во месецот октомври бројот на жени кои се обраќаат макар за скрининг е поголем, затоа што цел месец се случува кампања, цел месец се зборува за состојбата, а таа е една состојба која не трае само во месецот октомври, туку е состојба која може да ве фати во секој дел од годината, така да
апсолутно можам да кажам дека кампањата има резултати, но треба исто така да се држи можеби како тема поинтензивна и како таква и во текот на годината. Уште од 1985 година октомври е прогласен за месец за свесноста за ракот на дојката. Препознатлив символ на овој месец е розовата панделка. Започна сезоната на загаден воздух. Тетово синоќа беше на врвот по аерозагаденост во Македонија. Мерната станица покажа дека концентрацијата на штетните PM10 честички во воздухот беше за 3 пати поголема од дозволената граница. Тетовци синоќа се гушеа во загаден воздух. Концентрацијата на штетните PM10 честички во воздухот беа за 3 пати поголеми од максималните граници. Градот под шара се искачи на врвот по аерозагаденост во Македонија. За нас беше Гостивар. Сообраќајот, урбаниот хаос, големата нехигиена, но индустријата се главните причини за загадениот воздух, но кој колку загадува не се знае. Невладините ни општина Тетово изминативе 10 години прстот го вперува во Јуохром како најголем загадувач, но комбинатот не работи 2 години, а тетовци се уште дишат екстремно загаден воздух. Експертите советуваат инспекцијата да работи повеќе на терен и да ги контролира пред се индустријските капацитети, но и дивите депонии кои повремено се палат и влијаат на зголемување на аерозагаденоста. Апсолутно инспекторите можат да го тоа пронајдат, треба да направат една обиколка поголема, не само низ градов, него и околу градот, и ќе се види од каде изворот на овие загадувања. За сега властите не преземаат конкретни мерки за намалување на аерозагаденоста. Напротив, директно со своите постапки придонесуваат за зголемување на концентрацијата на штетните PM10 честички. На претоварната станица кај Тетовски Требош се уште има купишта смет кои се таложат на земја. Мини диви депони има низ Тетово поради нередовно собирање на сметот, а низ градот постојано се разнесува прашина од самите улици и тротоари кои не се мијат редовно. Статистички податоци за очекуваниот животен век во земјите во Европа објави Евростат, директорат на Европската комисија за статистика. Просекот во земјите членки на Европската унија е 81 година, за разлика од Македонија, каде проценките се на 75 години и 4 месеци. Очекуваниот животен век на просечен граѓанин на Македонија е 75 години и 4 месеци, што е за 5 години и 6 месеци пократко од жителите на Европската унија, кои во просек очекувано треба да живеат 81 година. Покажува истражувањето на Евростат, директоратот на Европската комисија за обезбедување на статистички податоци на земјите членки и кандидати за членови на Европската унија. Најдолг животен век во Европа, според проценките на Евростат, се очекува да имаат швајцарците 83 години и 7 месеци, како и шпанците со 83 години и 5 месеци, а најкраток бугарите и литванците 74 години и 9 месеци. Од државите во регионот најдолг очекуван животен век имаат грците 81 година и 5 месеци, словенците 81 година и 2 месеци. Просечниот очекуван животен век на граѓаните на Албанија е 78 години и 5 месеци, на Црна Гора 76 години и 5 месеци, а на Србија 75 години и 7 месеци. По швајцарците и шпанците најдолго во Европа ќе живеат италијанците 83 години и 4 месеци, како и французите 82 години и 7 месеци. Според податоците на Државниот завод за статистика на Македонија, очекуваното трајање на животот при раѓање изнесува 74 години и 8 месеци. Или поточно, жените 77 години, а мажите 72 години и 7 месеци. Инаку просечната возраст на населението во Македонија изнесува 37 години и 5 месеци, поточно 36 години и 7 месеци за мажите и 38 години и 3 месеци за жените. Двајца браќа од Тетово пријавиле физички напад од поголема група. 5 албански државјани кои непријавено престојувале во куќа во Гостивар, ноќеска го нарушиле јавниот ред и мир, следува полицискиот билтен. 42 годишен тетовец и неговиот 35 годишен брат вчера пријавиле насилство кое претходниот ден околу 16 часот врз го извршиле 40 годишен тетовец и други непознати лица, соопшти МВР Тетово. Додека со возило се движеле по улицата Цветан Димов кон Тетовската горна чаршија, на двајцата пријавители им се доближил пријавениот,
пошто започнале вербална расправија, а потоа тој зел метална шипка и се обидел да го удри еден од браќата, меѓутоа наместо него по рака го удрил другиот, пошто во нападот се вклучиле и другите непознати лица. Ги разделиле случајни минувачи, а браќата се обратиле за лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Како што соопшти СВР Тетова ноќиска околу 1 часот и 30 минути во куќа на улицата Панче Поповски во Гостивар, во која непријавено престојувале и го нарушиле јавниот ред и мир. Приведени се 5 албански државјани на возраст од 19, 22, 30, 41 и 43 години. Албанските државјани предадени се во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Бензините и дизелот добија значително пониски цени од цената што беше утврдена пред 2 недели. Од ноќеска на полноќ малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 98 се намали за 3,5 денари и сега тој чини 73 денари. Цената на бензинот Евросупер БС 95 се намалува за 3 денари за литар и новата е 71,5 денари. Малопродажните цени на дизелот, евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за 1,5 денари за литар. Дизелот сега се продава за 67,5 денари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 56,5 денари за литар. Годинава првпат вакцинацијата ќе биде бесплатна за лица над 65 години со просечна и подпросечна пензија, како и за оние без пензија. За останатите лица кои сакаат да се вакцинираат, во тек е утврдување на износот што ќе треба да го платат, информираат од Министерството за здравство. Обезбедени се вкупно 28.000 дози вакцини за заштита од сезонски грип за 2018-2019 година. Станува збор за 4-валентна најнова вакцина против грип, која заштитува од 4 видови инфлуенца и е во производство на француската фармацевтска компанија Sanofi Pasteur. Вакцината против грип е незадолжителна и се дава на доброволна база, но препорачана е за хронично болните и возрастни пациенти. Денес имавме сончево време со умерена облачност и релативно топло. Утринската температура се движеше од 5 до 11 степени, а дневната во интервал од 15 до 21 степен. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно, попладне со локални врнежи од дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер. Утринската температура ќе се движи од 3 до 9 степени, а дневната од 14 до 20 степени. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно!